Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Таткото тажно стоел пред прозорецот. Пред неколку дена неговиот најмлад син го оставил. Тој едноставно си заминал. Со него ги зел парите од наследството и заминал. Тој дури не се свртел ниту еднаш. Таткото го сакал. Каде е неговиот син? Што прави? Очигледно му одело добро. Тој имал многу пари, многу пријатели. Одел од една забава на друга. Се забавувал, се смеел, многу пиел, а правел и нешта за кои знаел дека се погрешни. Тој едноставно и се препуштил на толпата. Не поминало долго време и останал без пари, а ги снемало и неговите пријатели. Тоа што синот останал без работа било голем проблем. Набрзо се вработил кај некој свињар. Хранење свињи со помии. Најлоша работа што можел да ја работи. Стомакот му кркорел од глад и тој бил подготвен да ја јаде помијата што им ја давал на свињите, но не му било дозволено. Гладен и во парталава облека, тој седел покрај смрдливите свињи и размислувал. Татко му го сакал. Дали размислувал за тоа? Одеднаш станал и решил нешто. Тој рекол: Ќе си одам дома и ќе му кажам на татко ми дека ми е жал што сгрешив кон него, со тоа што тргнав по мојот пат. Навистина, тој сакал да го признае ова пред неговиот татко. Слушни го ова. Уште кога синот бил далеку од куќата на татко му го видел како доаѓа. Тој го сакал својот син и потрчал да го пречека. Пред синот да каже еден збор, татко му го прегрнал и го бакнал. Пресреќен ги повикал слугите и им рекол: Брзо, донесете чиста облека, прстени чевли. Подгответе гозба. Ќе славиме зашто мојот син е тука. Тој беше мртов, но оживеа. Беше изгубен, но сега е пронајден и се врати кај мене. Како што таткото толку многу го сакал својот син, на ист начин Бог не сака тебе и мене. Тој сака ние да дојдеме кај него и да живееме со него. Затоа Исус ја раскажал оваа случка. Дали сакаш да знаеш повеќе за Божјата љубов и како да дојдеш кај него? Тогаш те молам, пиши ми. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!